Почитувани новинари, денешната пресконференција во рамки на Стопанската комора на Македонија се однесува на дефинирање на паметната специализација као предуслов за конкурентна економија. Една од основните предизвици на секоја национална економија е како до поголем економски раст и како да се искористат потенцијалите и конкурентните предности на сите чинители во економијата. Европската Унија веќе одамна го воведе концептот на паметна специализација. Во земјите од Западен Балкан овој концепт е во процес на развивање и се одвива процес на дефинирање на концептот на паметна специализација. Од 2018 година Република Северна Македонија отпочна со процесот на дефинирање и воведување на концептот на паметна специализација и во моментот се одвива консултативен процес со приватниот сектор и институциите поврзани со бизнис секторот во насока на дефинирање на приоритетните сектори, односно дефинирање на секторите кои имаат потенцијал за понатамошен развој, потенцијал за конкурентен раст, иновативни капацитети и апликации преку соработка со научните институции и академската заедница. Задолжени за реализација на целиот овој процес за воведување на паметна специализација во Република Македонија се Министерството за образование и наука како носител на оваа стратегија и Министерството за економија. Во рамки на институциите на владата формирана и работна група која треба да го прати целиот овој процес и да ја помогне имплементацијата на истата. Стопанската комора на Македонија, заедно со платформата за паметна специализација, која е раководена од заедничкиот истражувачки центар на Европската комисија, во моментот спроведува консултации со приватниот сектор со цел да се утврдат потенцијалите и приоритетните сектори кои имаат потенцијал за раст и развој и кои имаат своји конкурентни предности и кои пред се ги имаат иновативните потенцијали во себе за да можат понатаму во соработка со академијата и институциите да развиваат нови производи со додадена вредност кои ќе бидат конкурентни како на европските, така и на останатите пазари. Предходно беше изготвена квантитативна анализа во рамки на овој процес на дефинирање на паметната специализација, која квантитативна анализа покажа дека приоритетни сектори, односно сектори кои имаат потенцијал за раст и развој, се прехранбената индустрија, енергетиката во делот на обновливите извори на енергија, ИКТ индустријата, металната, машинската, автомобилската и електроиндустријата, туризамот, индустријата за одржливи материјали, како и минерални суровини. Паметната специализација представува пристап на интегрирана економска трансформација која се базира на специализација, тоест искористување на постојните потенцијали во економијата, бизнисот, иновациите и науката. Паметната специализација како политика е во корелација со индустриската политика, стратегијата за иновации, стратегијата за конкурентност, регионален развој, како и стратегијата за образование и развој на вештини. Паметната специализација е составен дел и од Берлинскиот процес и ќе биде вклучена како дел од преговарачкиот процес на Македонија со Европската комисија. Особено таа е насочена, односно е цитирана во поглавјето 25 наука и истражување, каде што се вели дека е неопходно да се развие стратегија за паметна специализација за понатамошна поддршка на националните стратегии и политики за истражување и иновации, како и поглавјето 25 предпријатие и индустријска политика. Искуствата на земјите од Западен Балкан, кои се сега во процес на воведување на паметната специализација, Србија и Црна Гора, кои се понапред во овој процес, при реализација на процесот во рамки на преговорите, покажаа дека е неопходно да ги прилагодат своите економски политики, особено индустриската политика со принципите на паметна специализација. Главна цел на воведување и подготовка на стратегијата за паметна специализација е да ја трансформираат економијата во конкурентна економија, насочувајќи ги сите потенцијали на поддршка и развој во приоритетните сектори кои се иновативни, со потенцијал за раст и развој и кои имаат голем потенцијал за создавање на производи со додадена вредност.
Во понатамошниот период, приоритет за користење и на европските фондови, како и на националните фондови, ќе имаат секторите кои ќе бидат дефинирани во рамки на квалитативната анализа како дел од паметната специализација која е во моментот во процес на консултации од страна на Стопанската комора. Со новите финансиски програми, стратегијата за паметна специализација како во Европската Унија, така и во Република Северна Македонија ќе биде насочена, значи сите европски фондови ќе бидат насочени кон секторите кои ќе бидат дефинирани во рамки на паметната специализација и затоа е од исклучително значење внимателно да се помине овој процес во рамки на квалитативната анализа и консултациите со бизнис секторот, каде ќе бидат издефинирани приоритетните сектори како конкурентни сектори. Целта е во суштина да се идентификуваат области каде македонската економија има потенцијал, комперативни предности за понатамошна специализација и развој. Ова е исклучително значаен процес на креирање на подобри економски политики со цел максимизирање на позитивните ефекти од државната поддршка за приватниот сектор преку насочување на истата кон претходно дефинираните сектори, согласно потребите и можностите на секој сектор и изнаоѓање на механизми за зголемена соработка на бизнисот со академијата и на научно-истражувачките центри. Практично овој процес е инклузивен и се базира на активна вклученост на клучните чинители од науката, граѓанскиот сектор, приватниот сектор, владата во дизајнирање и имплементирање на фазите од процесот на градење на конкурентните предности на земјата. Се разбира, владата е носител и главен координатор на процесот кој треба да ги имплементира предложените мерки од страна на клучните институции.